Добродојдовте во Урбаните вести. Започнуваме веднаш по генералната најава. Кампања 16 дена активизам против родово насилство. Во Бутел се одвива голема еколошка акција. Идентификувани 7 проблемски подрачја на граѓанскиот форум во Карпош. Забрана за возила на водно, за граѓаните бесплатен автобуски превоз. МТМ се приклучува на кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство. По тој повод сме обуени во портокалово, како символ за поддршка за подобра иднина без насилство. Глобалната кампања 16 дена активизам против родово базирано насилство се организира секоја година од 25 ноември до 10 декември, со цел да се подигне јавната свест за насилството врз жените и девојчињата. Обединетите нации и Собранието на Република Македонија соработуваат во меѓународната кампања 16 дена активизам против родово насилство за подигнување на свеста на меѓународно ниво, со цел да се раздвижат активностите за да се стави крај на насилството врз жените и девојчињата во светот. Со одбележување на почетокот на кампањата, всушност се најавува и утришниот ден 25 ноември, меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените. Во знак на поддршка објектот на Собранието ќе биде осветлен во портокалова боја, која е обележје на оваа кампања, што се одржува на глобално ниво. Во текот на овие 16 дена активизам ќе се одржат бројни активности, како поддршка од јавни личности од различни сфери, можност сите да постираат своји пораки против насилството, за да ја покажат својата поддршка на социјалните медиуми, како и низа дебати и работилници ширум земјата. Во контекст на претходниот прилог, продолжуваме и понатаму. Билјана Настовска од UNDP, која целосно се посветила токму на проблемот со родово базирано насилство, е гостинка во Урбаните вести. За кампањата и очекувањата од истата зборуваше со колешката Андријана Стојчевски. Добро вечер и од мене. Денеска е меѓународниот ден за елиминација на насилството против жените, со што почнува глобалната кампања 16 дена активизам против родово базирано насилство. МТМ телевизија дава поддршка за кампањата и за таа цел гостинка во Урбаните вести е Билјана Настовска од UNDP. Билјана, добро вечер. Добро вечер. Од денеска започна кампањата, како што кажав и на самата најава, меѓутоа ќе ни кажете што е предвидено да се случува во текот на овие 16 дена. Кампањата 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња започнува токму вечерва со осветлувањето на Македонското собрание, каде што всушност целта на самата кампања е да ја крене свесноста на населението во однос на она што значи родово базирано насилство, а воедно и да направи на некој начин поттик кон собранието и пратениците и пратеничките за што побрза ратификација на Истанбулската конвенција, која што го регулира прашањето поврзано со сите форми на насилство врз жени и девојчиња. Така да од вечерва па се до 10 декември ќе имаме различни активности на територијата на целата држава, каде што ќе имаме дебати, емисии, најразлични активности со најмладите, со професионалците, со судиите, со јавните обвинители, полициските службеници, службениците на армијата на Република Македонија, се со цел да ја покренеме свеста во однос на она што значи родово базирано насилство и да развиеме една нулта толеранција како нација во однос на овие форми на насилство врз жени и девојчиња. Така. Која е целта на оваа кампања, ќе ни кажете? Токму тоа и на почетокот напоменав дека целта е да се крене свеста во однос на родовото базирано насилство. Инаку морам да напоменам дека постојат повеќе форми на родово базирано насилство кое директно ги таргетира, пропорционално повеќе ги таргетира жените и девојчињата отколку мажите, но мора да напоменам дека овие форми на насилство ги искусуваат и мажите. Тоа се сексуалното насилство, физичкото насилство, психолошкото насилство. Дури во светот постојат и форми од типот на гениталното осакатување на жените, трговијата со луѓе. Сега во моментот летово со појавата на новата препорака кон Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација, дури и рестриктивниот абортус се третира како форма на насилство врз жени. Значи, кога жените немаат пристап
кон слободен абортус се третира како насилство врз жена и тоа е всушност целта на оваа кампања Македонија да ги следи меѓународните текови, меѓународните конвенции, каде што и во голем дел потписничка како таква, во однос на почитувањето на човековите права, затоа што женските права се човекови права, човековите права исто така се дел се и оние кои им припаѓаат на 50% на населението кое живее на оваа планета. Се разбира. Ние за поддршка на кампањата вечерва носиме беџови кои што се на нашата облека. Меѓутоа гледаме, можеме да забележиме дека светат портокалово. Зошто ја одбравте оваа боја? Портокаловата боја е боја која што ја прати кампањата од самото нејзино појавување. Во 90-тите беше виолетова, па подоцна се менуваше кон портокалова. Затоа што на неколку пати и во изминатите години, ова е, мислам дека 10-та година можеби како се организира, меѓународните организации, Обединети нации се доста активни во последниве години. Прашуваат новинарите зошто е портокалова, затоа што портокаловата е боја на ослободувањето, на револуцијата, па женските права се всушност права кои што и понатаму и во 21. век мораме да се бориме за нив и да ги штитиме во секое време. Според вашите истражувања, каква е состојбата во Македонија со семејното насилство? Семејното насилство го истражуваат меѓународните организации, а особено благодарни сме на женските организации, уште во раните 90-ти па навака и всушност врз основа на овие истражувања ние успеавме да донесеме и легислатива која што ги регулира прашањата поврзани со насилството врз жени, само до ниво на семено насилство, што значи дека пред нас стојат и регулирање на останатите форми на насилство врз жени и девојчиња. Она што е последната, една од најфлагрантните, да кажам, анализи која што ни донесе измена во националната легислатива е анализата на професорката Мирчева, професорката Чачева и професорката Николина Кеник, поддржана од канцеларијата на UN Women, која што упати на фактот дека 84% од жртвите на семено насилство во Република Македонија се жени, додека 90% од насилниците се сторители и односот е интимно-партнерски однос. Со тоа всушност си го докажавме проблемот на семеното насилство во Република Македонија како проблем кој е и како родово условен и ја погодува жената и девојчето. Она што е исто така според последните статистики на МВР, зборам на Министерството за внатрешни работи, зборам за 2015-2016, имаме 33% зголемување на регистрираните прекршоци и кривични дела од страна на Министерството за внатрешни работи. Особено горлива тема е сексуалното насилство. Министерството за труд и социјална политика 2015 регистрира 5 случаи насилување, а веќе 2016 имаме 26 случаи насилување. Тоа е големо зголемување. Тоа е зголемување и на крајот за мене најтешките форми на насилство врз жена се фемицидите за кои што Македонија тек треба да почне да зборува. Тоа се убиствата на жени затоа што се жени. Морам да напоменам дека од 2001 до 2016 невладините организации регистрираат 32 фемициди, а веќе само во 2013-2016 имаме 15 жени убиени од нивните интимни партнери. Она што беше многу интересно е што свативме кога ги анализиравме случаите на фемициди, на убиства на жени, увидовме дека жените животот го губат или во домот на заедничкиот партнер, со заедничкиот партнер, или кога заминуваат од домот во бракоразводната постапка или во моментот на оставање на партнерот, во домот на нивните родители. Што значи, она што можевме да го заклучиме заедно со Националната мрежа за превенција од насилство врз жени и девојчиња е дека жените во Македонија се најнебезбедни тамо каде што треба да се чувствуваат најбезбедни, а тоа е домот. Така. А што треба да се превземе за намалување на случаите за насилство? Во однос на насилството врз жени и девојчиња, меѓународната пракса, легислатива, искуствата на различни земји упатува дека треба да се превземат едни холистички мерки кои што ќе го вклучуваат целото општество и не случајно оваа кампања всушност и трае 16 дена. Целта ни е да упатиме на фактот дека за да се спречат овие форми на насилство, потребна е едукација во училиштата од најмали нозе, значи она што швеѓаните уште во почетокот на 90-тите го направија, вклучување на родово сензитивни, ненасилни програми за дечињата,
Потоа активна обука и тренинзи на сите оние професионалци кои се вклучени во секојдневната заштита и третирање на формите на насилство. Тука зборам од лекарите до судиите, до јавните обвинители, полициските службеници, секако представниците од Министерството за труд и социјална политика. И на крајот инфраструктурата е многу битна, а тоа значи дека треба да имаме соодветни шелтри, соодветни услуги, советувалишта за жените жртви на родово базирано насилство, центри за сексуално насилство. Воедно мораме да работиме и со насилниците, иако во моментов навистина е приоритетно да ги заштитиме жените како предоминантни жртви на сите форми на родово базирано насилство. Дали според вас жртвите се недоволно информирани за тоа каде треба да се обратат или каде можат да се обратат, да се згрижат кога имаат таков проблем? Морам да напоменам дека овој проблем веќе долго време се комуницира во јавноста и сметам дека жртвите можат да дојдат до информација. Особено преку социјалните медиуми има доста невладини кои што навистина прават чуда и се доста ефективни на терен. Во однос на таа информација, секако дека е потребна, тука се и медиумите кои што би требало да ни помогнат во комуницирање на пораката, но сепак напоменав дека да сте добро информирана, треба да добиете добар сервис. Значи, оно што треба Македонија да го зајакне како држава, а веќе почнува, е всушност сервисите, што значи бесплатната правна помош, правното советување, згрижувањето, психосоцијалната поддршка на жените, економското зајакнување, значи понудување на соодветни мерки за да жените всушност излезат од насилната средина и започнат сопствен живот, независен, економски солиден живот. Така. Има ли во Скопје доволно згрижувачки центри за жртви на насилство? Имавме направено една анализа согласно стандардите на Истанбулската конвенција, која што Македонија очекуваме да ја ратификуваме и не случајно собранието утре вечерва ќе биде портокалово. Значи, целта ни е всушност токму тоа, да ги подобриме капацитетите за згрижување на жените. Една од анализите која направивме согласно стандардите на оваа Истанбулска конвенција упати на фактот дека Македонија нема доволно згрижувачки капацитети. Да, во Скопје имаме. Имаме 2 шелтри на невладиниот сектор, имаме шелтер на Министерството за труд и социјална политика, кои згрижуваат. Меѓутоа, што правиме со останатиот дел на територијата на Република Македонија? Истанбулската конвенција упатува на фактот дека секоја земја, потписничка на оваа конвенција, треба да обезбеди соодветен број на шелтри, согласно одредена големина на население кое живее во тој регион и воедно да обезбеди пристапност. Значи, овие центри треба да бидат инклузивни, за да можат во нив да се сместат и жени кои што имаат проблем со попречености, жени од најруралните средини. Значи, имаме уште да работиме во оваа сфера, но тука се невладините организации, воедно и ние, заедно во соработка со сите министерства, се обидуваме да направиме одредени интервенции за да ова прашање го решиме. Така. И еве уште сосема за крај, како да се вклучиме ние во кампањата? Во однос на вклучувањето на кампањата, морам да напоменам дека сме активни и на Facebook, и на Twitter, она што можеме целокупната програма за која што немавме време вечерва да ја поминеме, може да ја најдете на Стави точка на Facebook страницата на самата кампања, додека на Twitter активни сме на хаштаг со срце за секоја една, хаштаг 16 days. Вклучете се во кампањата, самиот факт што ќе притиснете лайк и што ќе допрете до вашите пријатели значи многу, затоа што на некого може да му го спаси животот и да му обезбеди еден поквалитетен живот, а едно демократско општество не може да си дозволи насилство, нели? Мораме да развиеме една нулта толеранција кон сите форми на насилство врз жени и девојчиња. Така. Билјана, ја за крај би ви се заблагодарила за тоа што прифативте да гостувате во нашата телевизија и ви благодарам за исцрпното излагање, за сите прикажување на сите овие информации. Фала ви на вас. Благодарам.
Првите мерки против загадувањето на воздухот ќе започнат да се применуваат од утре, со воведување на забраната на движење на моторни возила до средно водно. Забраната ќе важи за време на викенди и државни празници, а алтернативен начин за рекреирање на водно ќе понудат дополнителните автобуски линии кои ќе ги воведе град Скопје. Од викендов се воведува забрана за движење моторни возила на патот до средноводно. Забраната ќе важи во еден правец, од клучката за Сопиште до средноводно и од паркингот кај манастирот Свети Пантелејмон до средноводно. Забраната ќе важи за време на викенди и за време на државните празници. Нема да се однесува на автобусите на ЈСП Скопје, возилата на полицијата, противпожарната бригада, итната медицинска помош, возилата на штабовите за итни интервенции, како и на возилата со посебни одобренија. Со цел да им излезе во пресрет на граѓаните кои се рекреираат на водно, градските власти од утре воведуваат бесплатен превоз на патници на автобуската линија број 25 од транспортен центар до средноводно и бесплатни пробни линии 25А од Автомакедонија до средноводно и 25Б од Цветен пазар до средноводно за време на викендите и државните празници. Се предвидува и бесплатно паркирање во катната гаража Македонска фаланга и паркингот Дом на печат за граѓаните кои имаат намера да посетат парк Шумата водно, движејќи се пеш или користејќи го бесплатниот превоз на автобуската линија број 25 и пробните линии број 25А и 25Б. Поштувани скопјани, утре го ослободуваме водно од возила. Воведувањето на забрана за движење на возила на патот до средноводно е со цел да се заштитат природните убавини на водно и просторот за рекреација. Оваа мерка ќе важи за време на викендите и државните празници од 9 до 16 часот. За да им овозможиме на граѓаните полесно да стигнат до средноводно, воведуваме две нови автобуски линии покрај постојната која што вози од транспортен центар. Првата автобуска линија ќе тргнува од катната гаража на улица Свети Кирил и Методи наспроти Макпетрол, а втората ќе тргнува од паркингот на Цветниот пазар кај поренешниот дом на печат. Возењето на овие две нови автобуски линии ќе биде бесплатно за време на викендите и државните празници во почетокот на оваа акција. Дополнително, во овие денови обезбедивме и бесплатно паркирање на катната гаража на улицата Свети Кирил и Методи и на паркингот кај Цветниот пазар. Оваа мерка е важен дел од заложбите на град Скопје за поздрава животна средина, почист простор за спорт и рекреација, имајќи го во предвид пред се здравјето на граѓаните. Ова е предвидено во одлуката за утврдување краткорочни мерки за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух на подрачјето на Скопје, што ја донесе Советот на град Скопје на својата втора седница, што се одржа на 20 овој месец. Со одлуката се предвидува во услови на надминување на праговите на алармирање на загадувачките супстанции во амбиенталниот воздух на подрачјето на Скопје, превозот на сите линии во јавниот градски и приградски превоз да се врши бесплатно. Градоначалникот Петре Шилегов со решение ќе го утврдува време траењето, односно почетокот и завршувањето на бесплатниот превоз. Средствата за спроведување на оваа мерка на ЈСП Скопје и јавното претпријатие Градски паркинг ќе им бидат надоместени од буџетот на град Скопје. Големата акција за чистење на Скопје успешно почна во Бутел. 2 дена на терен работат стотици работници кои беа ангажирани од град Скопје и вработени во општина Бутел, задолжени за одржување на хигиената, поддржани со механизација од јавните градски претпријатија. Во големата акција за чистење на Скопје, која вчера почна во општина Бутел, собрани се 300 метри кубни смет, шут и искастрена дрвна маса. Исчистени се 220 сливници и 78 шахти, а направено е издувување на канализацијски линии во должина од 3120 метри. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски информира дека се работи на 6 пунктови во Бутел 1, Бутел 2, Радишани, Населбата и селото, Скопје Север и Визбегово. Денеска е вториот ден од акцијата Чисто Скопје. Домакини се Бутел, како што вчера имавме голема акција и денеска продолжуваме на 6 пункта во општината Бутел. Сите се распоредени по големите местни заедници и по улиците кои што ги даваат нашите редари. Акцијата тече во најдобра можна состојба. Имаме активирано повеќе наши луѓе кои што се жители на општина Бутел, како и работници од сите градски претпријатија, тоест водовод, комуналец, паркови зеленило и улица и патишта.
Во акцијата изметени се и измиени главните сообраќајници и поголемите сервисни улици кои се во надлежност на општина Бутел. Чистењето денеска продолжува на неколку локации, кај Скопската обиколница, кај градските гробишта Бутел, Визбегово, Скопје Север, Радишани, Бутел 2 и Кучевишка бара. Од текот на утрешниот ден, ако е сабота, значи и понеделник продолжуваме со нашите комунални редари да го чистиме Бутел и мислам дека во рок од една недела ќе биде исчистен Бутел. Во населените места Бардовци и Злокуќани ќе се гради нова еконаселба која ќе користи обновливи извори на енергија. Меѓу другото, ова е можност и за урбанизација на помалку развиените делови во општината, за нивно облагородување и развој во екозони за живење. Општина Карпош ќе биде првата локална самоуправа која ќе го примени концептот за еконаселба, која ќе користи обновливи извори на енергија. Тоа денес беше главната тема на разговор помеѓу градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и представници од проектот за користење на обновливи извори на енергија, насловен како модуларни системи за грејење и ладење, базирани на обновливи извори на енергија или Cool Heating, во рамките на програмата за истражување и развој на EU Хоризонт 2020. Целта на имплементацијата на овој иновативен проект е да го поддржи спроведувањето на системи за грејење и ладење базирани на обновливи извори на енергија на среден и подолг рок, како трајна супституција на традиционалниот начин на затоплување, кој е и еден од изворите на контаминација на воздухот. Во период кога загадувањето е еден од најгорливите проблеми на општината, постои вистинска посветеност и елан и од страна на локалната самоуправа, но и од другите засегнати страни да дојдеме до нови современи решенија за грејење и ладење, велат од општина Карпош. Во овој проект македонскиот тим го сочинуваат Наташа Марковска, Љупчо Димов, Владимир Ѓоргиевски, Васил Божикалев. Владимир Ѓоргиевски ја презентираше можност општина Карпош да добие нова еконаселба во близина на Бардовци и Злокуќани, која ќе ги применува токму овие системи за грејење и ладење. Презентацијата на оваа идеја е врз основа на претходна анализа, истражување и проект наменски изработени за овој дел од Карпош во партнерство со земји како Австрија, Германија и Данска. Градоначалникот Богоев посочи дека ова е одлична шанса за Карпош, но и за градот Скопје, да бидеме меѓу првите и единствените во регионот кои имаат целосно енергетски ефикасна населба. Придобивките од овие системи за грејење и ладење се големи. Истите овозможуваат пониски трошоци за граѓаните, а се корисни за целата животна средина. Меѓу другото, ова е можност и за урбанизација на помалку развиените делови од општината, за нивно облагородување и развој во екозони за живење, велат од општина Карпош. Комуналната инфраструктура и животната средина се двете најзастапени проблемски подрачја од вкупно 7 кои произлегле на првата форумска сесија на граѓанскиот форум во општина Карпош, кој се одржува во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси. Во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси денеска во урбаната заедница Кузман Јосифовски 5 се одржа втората сесија од граѓанскиот форум во општина Карпош. На првата сесија биле идентификувани 7 проблемски подрачја со околу 40 на прашања на кои ќе се посвети поголемо внимание во наредните сесии. Комуналната инфраструктура и проблемите беа најзастапени на првата сесија со околу 20 од вкупно 40 прашања, а втора по приоритет е животната средина, односно загадувањето. Според организаторите на форумот, ова укажува дека граѓаните ги трпат последиците од загадувањето и има изразена свест за решавање на овие прашања. Документот кој ќе произлезе од 4 форумски сесии ќе биде доставен до новото раководство во општина Карпош со цел нивно решавање и затоа од голема важност е што повеќе граѓани да бидат вклучени во овие форуми. Денеска всушност треба да ги приоритизираме оние идентификувани конкретни прашања од минатиот пат, отприлика да видиме по различни критериуми ќе работиме, значи критериум од делот на колку е сериозно прашање, дали е живото загрозувачко, колку може финансиски тоа да се реши, нели? Различни некои 5-6 критериуми кои ќе ги дефинираме и врз основа на тоа всушност ќе излеземе со една објективна анализа кои би биле приоритетни прашања или приоритетни области. Отприлика тоа е самиот процес. Во наредните форуми всушност за
така селектираните ова приоритети, ние веќе ќе почнеме да развиваме концепти отприлика како и што е она што треба да се реши и на крај во форма на документ, значи кој што ќе произлезе од овој граѓански форум ќе биде доставен до општината, до структурите на општината. Овој граѓански форум е од отворен карактер и неговата основна цел е идентификување на проблемите во локалната заедница, при што ќе се дефинираат соодветни решенија за ефикасно решавање на истите. Уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата, имаат право да аплицираат на јавниот повик за финансирање проекти, што денеска го објави град Скопје. Градските власти денеска објавија јавен повик за финансирање проекти и активности од областа на културата за 2018 година, кои се од интерес на Скопје. Право на учество имаат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица, што вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за култура и други позитивни законски прописи во Република Македонија. Може да се поднесат предлог проекти за следните области: извидбени музички, визуелни уметности и уметност на новите медиуми, издавачка и библиотечна дејност, музејска дејност и промоција на културното наследство, меѓународна соработка. Ке се поддржат проекти, манифестации и активности во доменот на професионалното, аматирското и младинското делување. Јавниот повик е објавен во дневните пишани медиуми Слободен печат и Коха и ќе трае до 18 декември 2017 година. Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени во службениот гласник на град Скопје и на официјалниот веб портал на град Скопје. И оваа година на официјалната веб страна на град Скопје е објавен јавен повик за доделување средства за финансирање и поддршка на програмите на јавните установи од областа на културата, основани од градот. Сите 8 установи од областа на културата ќе може да поднесат апликации за предлог проекти. Повикот ќе трае до 18 декември 2017 година. Повеќе од 70 излагачи од 11 земји, од кои 20 од Македонија, се представија на првиот меѓународен саем на иновации, патенти и нови технологии Инновамак 2017. На затварањето на саемот најдобрите беа наградени. Заврши меѓународниот саем на патенти, пронајдоци, иновации и нови технологии Инновамак 2017, кој беше во организација на Националната асоциација на пронаоѓачи на Македонија, која е единствениот легитимен представник на Република Македонија во Светската федерација на сојузи на пронаоѓачи. За прв пат во Македонија се одржа саем од ваков карактер, а беа презентирани пронајдоци и иновации од 70 излагачи од Кина, Малезија, Русија, Тајван, Романија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Словенија и Македонија. Според организаторите, овој саем ги отвори новите видици на нашите пронаоѓачи, бидејќи Македонија располага со иновативен потенцијал, но не е доволно искористен и афирмиран. На саемот беа представени иновации и патенти од повеќе области. Еден од учесниците е Сречко Писник од Словенија. Неговата иновација е за ослободување на болките од половината, наменета за лица кои по големото време го поминуваат во седната положба, например за возачи или за канцелариски работници. Моја иновација е заправо растеречивање хептенице. На саемот ја представувам мојата иновација за ослободување на болките од половината. Појасот е препорочлив за лица кои долго седат, како возачи или во канцеларии. На саемот го представувам и патентот за решавање на болките во вратот, кој е наменет за лица кои многу патуваат. Првата иновација има добиено многу награди и на други меѓународни саеми, а втората иновација прв пат ја изложувам на овој саем. На затворањето на саемот беа доделени и награди и дипломи за најдобрите патенти. Еден од наградените е Драголюб Шешум, кој за неговиот патент висечки тавански панели доби сребрен медал. Како што информираше Драголюб, станува збор за панели за кои потрошувачката на електрична енергија е многу мала. Употреба овие панели може да најдат во индустријски и угостителски објекти. Побарувачката на самите муштери, купциве, не тера да правиме секоја година една нова варијанта. Така да секоја година искачаме барем со 1 до 2 нови модела. Специфично на нашите модели е што многу малце трошат електрична енергија,
Голем ефект имаме на одавање на топлинската енергија, значи убаво ги затоплуваме објектите. Мала е потрошувачка и цените се нормални. Се, оваа година искачаме со една варијанта која можете да ја видите овде горе над нас. Се работи за височки тавански панели, модел 1000 вати, употреба за индустријски објекти и угостителски објекти по тенда. Значи, варираме со висините, ако е спортска хала или некоја работилница, имаме усмерување на топлина на одредени места, кај што е потребно да се грее, не цела хала. Истото важи и за угостителските објекти. Сакаме, ние пушачиве да искочиме надвор, мораме на ладно да испалиме по една цигара или кафе да пиеме, а не ви е комотно. Значи, еве е варијантата кај што помала е потрошувачката од оние модели што ги имате на пазарот, државата и ван државата. Моќноста е многу голема на овој систем и ја мислам дека самите наши купци ќе бидат задоволни од оваа варијанта. Мартин Гелев, како млад иноватор за својот патент лед научари за иднината, беше награден со диплома. Станува збор за нов тип на научари кој е поактуелен кај помладата популација. Се работи за нови научари од иднината, каде што тој што ги носи научарите гледа нормално, како што јас ги носам овие научари гледам нормално, така и тој гледа нормално, но тие што гледаат во него, всушност гледаат некои анимации, светлински ефекти или испишан текст. Да, секако во продажба, но се уште не е крајниот дизајн, бидејќи има неколку верзии на научарите. Првата верзија беше со еднобојни LED диоди, втората верзија е со диоди во сите бои, односно RGB диоди, 16 милиони бои прикажуваат. Третата верзија сакам што помалку да смалам електрониката, за да нема толку многу електроника и секако да биде скриена, да не биде видлива. Може да се користат, например, на разни концерти, на разни журки. Останатите наградени учесници на саемот се Маријан Ненов, кој доби бронзен медал за патентот со кој сончевата енергија ја користи за осветлување со сијалица. Виктор Настов го доби златниот медал за патентот наречен интелигентен лежачки полицаец. Тања Мурговска доби бронзен медал за парк кој ги привлекол туристите. Ивана Попова и Глигор Ников се добитници на сребрен медал за економично решение за осветлување на заеднички простори во колективно стамбени објекти. Марко Младеновски, Коста Начевски и Горијан Малевски се добитниците на златен медал за електричен уред за дезинфекција на обувки. Живко Ширковски е добитник на златен медал за патентите противграден мобилен систем, универзално балистичко заштитно средство, а фитнес столицата на Владко Поповски го доби бронзениот медал. Се зголемува бројот на заболени од грип. За една недела 67 нови случаи, од кои најголем број се на возраст од 15 до 64 години. Против сесонски грип до сега се вакцинирани 27.990 лица, а и се искористени 99,9% од набавените вакцини. Изминатата недела, од 13 до 19 ноември, се регистрирани 67 нови случаи на заболени од грип, што е зголемување во споредба со претходната седмица, кога биле регистрирани 47 заболени лица, се навидува во извештајот на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, објавен на неговата веб страница. Во сезоната 2017-2018, вкупниот број заболени од грип изнесува 367. Најголем број заболени се пријавени во возрастната група, од 15 до 64 години. Изминатата недела најголем број заболени се пријавени од подрачјето на подрачната единица Гостивар, 23 случаи, додека највисока инциденца од 50,4 на 100.000 жители е регистрирана на територијата на подрачната единица Дебар. Во однос на заболените по возрастни групи, најголем број заболени се пријавени во возрастната група од 15 до 64 години, 63,8%, а најголема инциденца се регистрирала кај лицата над 65 години. Во епидемиолошките служби на центрите за јавно здравје, подрачните единици, вакцинацијата почна на 17 октомври, а на располагање за вакцинација за сезонава се 27.997 дози на вакцина. До сега се вакцинирани 27.990 лица и се искористени 99,9% од набавените вакцини. Најголем број вакцинирани се на возраст над 65 години, 60,5%, а од вкупниот број вакцинирани, 75,2% се со историја на хронично заболување.
До утре ќе се задржи стабилно и суво време по котлините со појава на магла, особено во предпладнивните часови. Во недела попладне, најпрво во западните делови ќе има врнежи од дожд, а на планините од снег. Во текот на ноќта, кон понеделник, врнежите ќе преминуваат во снег и во некои повисоки места. Врнежи од дожд и снег ќе има и по понеделник предпладне, а преку денот ќе дува застилен северен ветер, кој ќе предизвика опаѓање на температурите. МТМ Метео е во продолжение на вестите. И уште една информација пред да се одјавиме. Општина Карпош ги повикува граѓаните да пријават загадувачи на средината на телефонот 075 257 640 со цел да действуваме превентивно против загадувањето на животната средина. Ве молиме да ги пријавите несовесните граѓани кои палат смет, гуми, кабли, пластика и друг токсичен отпад, се вели во повикот од општината. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Довидување.